рекламите, време е за вестите. Штип го доби најмладиот градоначалник со полни 32 години, Благој Бочварски, кој ќе раководи со општината. За време на изборната кампања ги слушнавме неговите проекти и неговите визии за градот. Но денес ќе ви го представиме во малку поинакво светло. Кој е всушност Благој Бочварски? Новие локални избори Штип го доби најмладиот градоначалник во регионот. Со полни 32 години, Благој Бочварски во наредните 4 години ќе раководи со најголемата општина на Истокот. Честопати од спротивниот политички табор, неговата младост беше посочувана како недостаток, но за него годините не представуваат проблем. Вели дека енергијата што ја има треба да се искористи. Апсолутно не е проблем да бидеш млад човек вклучен во политиката со целата своја искреност, со сите своји ставови кои што ги имам, со целата своја енергија, сила, да тргнам да работам за нашите сограѓани, за нашиот град и мислам дека младоста е предност во овој случај. Кој е Благој Бочварски? Основно и средно образование завршил во Штип, по вокација архитект, а од 2002 година е активен член на неговата матична партија СДСМ. За себе вели дека го сака светот, не го оставаат рамнодушен убавите работи. Сака да се разбуди со утринско благо кафе. Не остава ништо на случајност, бидејќи за него се е судбина. Јас мислам дека се работи за судбина. Така сме научени, така тоа го и коментираме, дека судбината е таа што одредува како ќе живееме, што ќе ни се случува во животот, некогаш таа е сурова. Повеќе ги сака природните науки, но чита и политички книги. Еден од идеалите му е Че Гевара. Не ги сака вратоврските, иако секојдневните обврски му наложуваат официјален стил на облекување. Интер и Барселона се тимовите што ги носи во срцето, но има фобија од игли и авиони. Верува во моралните вредности, но и дека доброто секогаш го победува злото. Добрината на луѓето е над се и сепак мислам дека добрите луѓе, оние кои што создаваат добри вредности, тие се тие вредности кои што даваат квалитет и тоа е нешто кое што го движи светот. Парите, да, тоа е моќта, тоа е нешто кое што сите не движи во животот, да тоа што го работиме добиеме одредена надокнада, па потоа тие пари се вртат, да се потрошат, па да се вратат кај нас. Парите апсолутно без нив не се може, меѓутоа мислам дека добрата мисла, добрата идеја и добриот човек секогаш може да дојдат напред, да го влечат светот и мислам дека секогаш доброто го победува злото на крај. Во лето Бочварски би избрал плажа, а во зима планина. Изразувајќи се со јазикот на архитектите, не дозволува првиот впечаток да му го забетонира мислењето за луѓето. Што се однесува пак до службениот пасат на општина Штип ќе го користи, но само додека е на работа. Полни раце работа за новите градоначалници на Истокот. Каква состојба затекнале и кои се приоритетите во првите работни денови од градоначалничките мандати? Во следниот период ќе има промени во институциите на локалната власт. По превземањето на градоначалничката функција најави новиот градоначалник на Штип Благој Бочварски. Кога ќе го очекуваме новиот тим на градоначалникот Бочварски? Па многу директори на јавни предпријатија. Да ја видиме најпрво систематизацијата овде во општината, во јавните предпријатија, да видиме како е тоа законски предвидено и веднаш потоа ќе носиме одлуки. Нема потреба од брзање, дека тоа мора да се случи денеска или утре. Важно е да се донесат вистинските одлуки, а не избрзани одлуки. Во иста насока и новиот градоначалник на општина Виница вели дека прво што ќе направи е согледување на состојбите во јавните предпријатија. Ќе ја видиме состојбата, каква е состојбата со јавното комунално предпријатие, ќе ја видиме цената на водата и ќе утврдиме колку ќе биде висината на цената заедно со регулаторната комисија. Вчера новиот градоначалник на Кочани Николчо Илиев, откако седна во градоначалничката фотелја, објави дека општина Кочани е неликвидна општина. Какви ќе бидат останатите анализи во другите општини, ќе видиме во следниот период. Одиме со граѓанска реакција. Низ тротоарите на камениот мост на Брегалница, отворените дупки се опасност за пешаците. Граѓаните бараат локалната самоуправа под итно да интервенира за да се санира проблемот.
Камениот мост на река Брегалница кај Штипската населба 8 ноември не безбеден за пешаците, затоа што низ тротоарот се отворени дупки од кои лесно некој може да се повреди. Мостот на река Брегалница во населбата 8 ноември е фреквентен и од возила и од пешаци, но на пешачкиот дел дупки. Опасно за пешаците, подитно локалната самоуправа да превземе мерки и да го санира проблемот, бараат граѓаните. Овде секојдневно рано наутро и навечер минуваат пешаци, ученици и граѓани. Бараат локалната самоуправа да интервенира што е можно побрзо. Јас сум студент. Тука секој ден? Да, минувам од овде секој ден во кампус 2 и по овој тротоар се наоѓа една дупка која треба да се поправи и затоа што тука редовно минуваат студенти па и мали деца, гледат ова овде пешачка зона. Дупката веднаш треба да се поправи, затоа може да има некој повреден секојдневно. Па многу небезбедна работа е ова, стварно загрижувачка, не можеме бака ние да одеме и учителките одеме многу рано, па темно е, па може ако нема знакче можеме и да паднем и се. Вакви отворени дупки на тротоарите има и низ другите мостови во градот. Дел од компаниите не го почитуваат новиот закон за минимална плата, покажуваат истражувањата на Сдруженијето Гласно. Оттаму алармираат дека мора да се стопираат и малверзациите кои се забележани во компаниите при исплатата на минималната плата. Од друга страна, работодавците пак бараат замрзнување на придонесите за платите, кои достигнуваат до 18.000 динари, со цел да го испочитуваат новиот закон. 6 компании од источниот регион ги немаат исполнети условите за исплата на минимална плата, покажа анкетата на Сдруженијето Гласно, кое во текот на минатиот месец направи истражување во вкупно 25 фабрики, а се анкетирани околу 2700 работници. Горан Трајков од Сдруженијето Гласно, но и првиот регионален синдикалец забележува дека веќе сме сведоци за првите малверзации кои се прават со исплатата на минималната плата. Сведоци сме на враќање на пари од страна на вработени, тоа е уште едно кривично дело, значи кој што ги потикнуваме вработените кои што враќаат пари во текстилната и кожарската индустрија, да не контактираат за да можеме да преземеме и да процесираме барање за кривична одговорност за враќање на средства од своите плати. Во само 2 фабрики каде што е направено истражувањето има синдикална организација. 60% од компаниите за време на државни празници не работат, додека на останатите им еускратено тоа право. Трајков истакна дека на работниците им е потребна едукација и обука за да ги знаат своите работнички права. Но битно е дека работниците се уште не може да го разберат делот од минималната плата, што значи договорот за нормата, за нормираниот учинок помеѓу вработениот и работодавецот, дека тие мора да се договарат за нормираниот учинок, но морате да имате во предвид дека работниците не се баш во положба да можат да преговараат за нормата. Затоа треба да има посебни тела, значи тука е синдикатот, тука се работодавачите, тука е трипартитниот дел и владата, кај што ќе мора да се уредуваат по гранки на дејност и индустрија. Барањата на Сдруженијата и на синдикатите е измени на лошиот закон за работни односи, додека пак работодавците во моментов за почитување на исплатата на минималната плата бараат замрзнување на придонесите за платите кои се до 18.000 денари, со цел компаниите да го испочитуваат новиот закон за минимална плата. Сојузот на синдикати најави дека следната недела ќе расправа за најавеното зголемување на платите во одредени сектори. Сојузот на синдикати на Македонија денеска соопшти дека во текот на следната недела ќе го разгледа и ќе донесе став во врска со најавеното зголемување на платите во образованието, здравството и одбраната, предвидено со предлог буџетот за 2018 година. ССМ исто така апелира и охрабрува владата на Република Македонија и министерот за финансии Драган Тевдовски во наредниот период да почна со зајакнување на социјалниот диалог со синдикатите, како полесно би ги надминале одредени состојби и би сториле услови за покачување на платите во останатите сектори, се наведува во соопштението. Сабота пред Митровден е задушница, ден кој црквата го одредила за помен на покојните, да се раздава, но не и да се претерува, и верниците за помен да носат пченица и вино, порача свештениците.
Денеска е задушница ден што црквата го одредила за спомнување на покојните. На овој ден верниците се сеќаваат на своите ближни кои го напуштиле во земскиот свет, ги посетуваат гробиштата и раздаваат храна. Светата црква одредила 4 вакви денови во годината. Неделата пред христијанскиот празник Митровден е позната како Митровденска задушница. Во тие денови ги посетуваме гробовите на нашите најблиски, со тоа што ќе се помолиме, ќе повикаме свештеник да направи опело над покојниот, ќе запалиме свеќе за покој на душата. Раздавањето на храна за покојните е чин што се поврзува со христијанското учење, но верниците порачуваат во овие денови да не се претерува во изобилие и поменот да се претвори во гозба што е спротивно на црковните канони и верата. Задушница не е празник што се слави, туку се денови кои црквата ги посветила на покојните души. Освен пред празникот Митровден, денови за помен на покојните се одредени пред празниците Великден и Духовден. Тутунска реколта 2017. Подготовките за откуп започна, иако законски откупот стартува на 15 декември. Со тутун во земјава се засадени околу 14.000 хектари. 9 компании во земјава ќе откупуваат тутун од последната берба. Бројот на склучени договори е поголем од лани со 1750 договори повеќе или вкупно околу 30.000. Проценките за овогодинишната реколта се дека поради лошите временски услови ќе се произведе помалку тутун. Во штипска годинава се зголемија површините по тутун. Се посади на 116 хектари, а околу 200 производители договориле откуп. Лани тутунот се откупуваше во само еден откупен центар во Карбинци, а се откупија 140 тони на тутун со просечна цена од 198 динари по килограм. И во ова саботно издание на вестите пренесуваме дел од неделното интервју на Радио Слободна Европа. Господин Илиев, како ја оценувате стратегијата на владата за реформи во судството? Ако се барава, јас давам оценка по она што имам сознание од средство за информирање и некои пресконференции на луѓе кои се членови на комисија за реформи и изјави на министерот за правда во некои сегменти кои беа оценка и во Брисел, реформата испаѓа непотребна. Во некои сегменти е значното површински што треба да се реформира, но суштински немам конкретни сознанија што ќе носи тоа. Ја слушав излагањето на господја Данева од правниот факултет и да ви кажам, право не бев во состојба да разграничам да сатам што намера има да реформираат, кои се праците на реформата и така натаму, така да дефинитивно оценка на таа стратегија не можам да дадам, освен на некои делови кои што сметам дека се начнати, а нема правци кон остварување на истата. Фудбалските третолигаши од групата Исток во недела ќе ги одиграт надпреварите од редовното 10-то коло. Најинтересно ќе биде во Делчево на комшиското дерби помеѓу екипите на Брегалница Голак и на Китго Пехчево, како и во Ново село каде што ќе се сретнат екипите на Кежовица и на Рударот Пробиштин. Уште 5 кола остануваат до спуштањето на есенската фудбалска завеса, во кој се знае само лидерот на табелата, а преостанатите екипи водат мртва трка за горниот дел на табелата. Во престојното 10-то коло сите 4 надпревари ќе бидат интересни и до крај возбудливи и неизвестни. Она што радува е фер плејот кај сите екипи, особено ефикасноста и мощни атрактивните голови, кои се потесто ги красат растите голгетери. Ево ги комплетните парави за ова 10-то коло. Брегалница Голак Китго Пехчево, Кежовица Рудар 1947, Зрновка Овчеполе и Малеш Слог 1934. Сите надпревари ќе се одиграат во недела 5 ноември со почеток во 13 часот и 30 минути. Тоа беше се што ви подготвивме во овие саботни вести на Ирис телевизија. Имајте убав викенд. Пријатно.